Здравствените и образовните власти се уште тактизираат за стартувањето на новата учебна година. Идејата и стратегијата за тоа дали и како ќе седнат учениците во училишните клупи ја нема. За сега е известно дека во училиштата во кои бројот на деца е мал, ќе има редовна настава со секојдневно одење во училиште. Треба да се најде решение како ќе работат оние училишта каде има голем број на деца во паралелките. Размислувањата на надлежните се во правец дека не би имало никаков проблем, односно заразата со ковид би била целосно под контрола ако наставата во овие паралелки се организира во смени. Сепак, конечната верзија ќе треба да ја усвои владата неверојатно утре. Професорот Тафа Амети, истовремено и член на СОНК за Алфа, вели дека најголемата грешка на надлежните е задоцнетото прекројување на образовните протоколи. Требаше Министерството да почне многу порано со некој вид на стратегија за почеток на школската година. Мислам дека се многу касно. Неизвестноста околу почетокот на новата учебна година ги стави на мака и родителите. И тие сметаат дека планот како ќе се одвива наставата досега требаше да биде осмислен. Она што повеќе ме плаши е што досега, како што рече господинот Амити, ни се направи модул, односно да се направат модели од март месец до сега, на кој начин би можело да се врши одвивање на наставата. Доцнењето на протоколите ќе им ја отежна многу работата и на наставниците, вели професорот Амети. Едукативниот дел апсолутно не можеме ние преку онлайн обуката да го пренесеме. Секако тешкотиите се огромни. Освен неизвестноста кај наставниците и родителите, многу неодговорени прашања има и за првачињата. Дали и колку првачињата ќе можат да носат заштитна маска за време на училишната настава? Колку наставниците ќе успеат да внимаваат да не доаѓа до блиска игра меѓу децата и да одржуваат физичко растојание? Што ако на ученикот маската му падне на пот или пак не направи дезинфекција пред оброкот? Овие дилеми за сега остануваат неодговорени.